Не знам дали можам да ја изговорам пораката. Се срамам искрено да видам, ама мислам дека сите треба да се срамиме, зашто се работи за една од најголемите, најтегобните, најтешките македонски трагедии. Со право велат повеќето од овде присутни, директно допрени од оваа трагедија, дека не се сигурни дали треба да говорат за бегалци или за прогонети. За жал, оваа држава не собра сила, не најде начин погласно да прозбори за Егејската Одисеја, за македонците од Егејскиот дел, кои денеска се распослани по светот и повторно загрижени. Не знам, значи, дали било потешко тогаш или им е потешко сега. Ама одговорноста е наша, на сите нас. Токму во светлината на промената на името. Што вие како иден председател им понудивте, како ќе ги заштитите, со што ќе им помогнете? Јас што можам прво да ги сослушам, да ги разберам, и претходно сум се обидувала да ги разберам. Се разбира, јас како некој кој предава уставно право можам прашањето да го гледам ни светлината на европските документи за правата на малцинствата. Тоа е Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата и Конвенцијата за регионални и малцински јазици. Грција ја има подпишано првата, ја нема ратификувано. Грчки професори препорачуваат да ги подпише, да ја подпише и втората, да ги ратификува обата. Јасно обзнануваат дека во Грција имало и има малцинства, ама се чини дека проблемот не е грчки, туку е и македонски. Ако ние велиме дека прашањето на малцинствата е внатрешно прашање на една држава и дека секое споменување на македонците во Егејска Македонија значи мешање во внатрешните работи, ние имаме сериозен етички проблем. Јусе Јановски, имавте средба и со господинот Ташко Јованов, председател на Сдруженијето за духовно обединување на сетинци, попаденци и крошороди, кој што донираше неколку споменици во проектот Скопје 2014. Дали може би разговаравте за еднината на дел од тие споменици, ако немате секако стрикна надлежност на... Не сум разговарала за тоа, не можам да ви одговорам.